Лекар, градоначалник, потоа беше председателски кандидат. Еден од основачите на Алијанса на албанците. Во овој издание на Тренинг ќе разговарам со Арбен Таравари. Господине Таравари, со кого ќе разговарам сега? Со градоначалникот на Гостивар или со министерот за здравство? Актуелно разговарате со градоначалникот на Гостивар. Се додека не се избере новата влада, нормално ја имам позицијата за која што добив поддршка од граѓаните на Гостивар, така да актуелно со градоначалникот на општина Гостивар. Но по моите информации веќе полека се разделувате со вашите соработници во општината и се селите во Скопје во Министерството за здравство? Па, има реални шанси, значи нема дефинитивна одлука. Со многу шанси ќе бидам иден министер за здравство, меѓутоа сепак ми требаат уште неколку дополнителни консултации во партијата. Од што зависи дали ќе прифатите министерската позиција во здравство? Па разговараме во централното председателство на партијата, разговараме и во општината, се прават одредени свот анализи, како е најдобро за партијата и за Влен, дали да се продолжи во општина Гостивар или во владата како министер за здравство. Меѓутоа, за мене уште еден многу битен елемент или да речам многу битна работа е дали граѓаните би гласале уште 2 пати до следните редовни локални избори. За мене лично тоа, бидејќи доколку јас бидам министер за здравство и за 5-6 месеци има гласање, например, во ноември-декември за градоначалник и потоа октомври се идната година 2025 повторно избори, во тој случај ја не би отишол во министерска позиција, бидејќи ми изгледа неискрено кон граѓанинот на општина Гостивар за една година 35.000 луѓе да излезат да гласаат 2 пати само за една година. Дали стартот на новата влада ќе биде проследен низ диоптријата на тоа не го даваме или не го прифаќаме уставното име Република Северна Македонија? Јас не верувам во тоа, бидејќи Устав Република Македонија има и уставното име на Македонија моментално е Република Северна Македонија. Ние во приватно разговарање и комуникација и може да користиме како сакаме. И јас често користам само Македонија, ретко Република Северна Македонија, меѓутоа сепак треба да бидеме свесни како луѓе кои што се експонираме, посебно во посебни настани, мислам дека сепак треба да се почитува уставното име на државата. До неодамна многу често инсистиравте, нагласувавте дека има потреба што побрзо да се спроведат уставните промени и да се внесат бугарите во преамбулата, но се чини дека како доаѓа до формирање на новата влада која ќе предводи господинот Христијан Мицковски, како да уставните промени стануваат во втор план, а сега ставате акцент на доброто владење и битката против корупцијата. Дали е ова обид за релативизација на потребата од уставни промени и дефокусирање на јавноста? Ја не се согласувам тука со вас. Мислам сепак дека топ приоритет на државата е започнување на преговорите со Европската Унија. И ако го прочитате првата декларација меѓу нас и ВМРО за следно владење, имаше 3 точки. Првата точка е Европскиот пат на Македонија. Втор столб или точка е економски развој на државата. И третиот столб на нашето идно владење е борба против криминал и корупција и правна држава. Така да повторно ја мислам дека топ приоритет на државата е да се одржи Европскиот пат на Македонија, што поскоро, толку подобро. Меѓутоа, треба да работиме сите заедно, да изнајдеме решение кое што ќе биде прифатливо, се надевам и за идната влада во Булгарија, се надевам да има стабилна влада и во Скопје да имаме одредени гаранции
со кои што нема да се повторат повторно условувања кон Македонија. Повторувам, работиме интензивно, размислуваме, меѓутоа сепак тоа не зависи само од ВЛЕН, повеќе зависи од идниот премиер, меѓутоа ние тука ќе бидеме да инсистираме и да го охрабруваме што поскоро да се случат уставните промени и да започнат преговорите на Македонија. Има ли некаква временска рамка договорено до кога би требало да се спроведат уставните промени? Сме разговарали и за тоа. Има одредени варијанти со кои што може и скоро тоа да се заврши, меѓутоа ја често сум кажал и во повеќе дебатни емисии дека тој ексклузивитет го има премиерот, идниот премиер на државата, и се надевам дека да ги причекаме да завршат сега уште неколку дена се изборите во Булгарија и во европските избори. Се надевам дека да имаме интересно лето и да се изнајде некакво решение кое што би било прифатливо за Софија и Скопје, да го поминеме и да ги започнеме на вистина, не само декларативно, туку да ги започнеме преговорите со Европската унија. Верувате дека може да се промени преговарачката рамка со Европската унија? Не, тоа ја мислам дека е невозможно, невозможна мисија, барем и тоа што го добивам како информација и од повеќето амбасадори во државата. Ние треба да изнајдеме решение кое што, велам, ќе биде ако Бугарија прифаќа во ред, меѓутоа тоа е работа која што треба да се смени. Веќе ние немаме работа со Бугарија, колку што имаме работа со Европската унија, бидејќи преговорите ги започнуваме со Европската унија. Така да ја мислам дека постојат 2-3 модалитети кои што би биле прифатливи за Софија и Скопје за да ги започнеме преговори. Кога зборувате за модалитети, има решение кое е прифатливо за идниот мандатар за состав на новата влада? Па ние кој сме може да обезбеди деблокада? Ние сме разговарале меѓу нас. Ја мислам дека има опции за кои што се размислува интензивно и се размислува дека може да биде решение кое што и многу брзо може да помине. Како очекувате или сте сигурни дека ќе бидете стабилна владина коалиција, пред се владина коалиција, а потоа и ќе го одржите коалицијскиот капацитет натре во рамки на коалицијата вреди, ако земјата остане на периферијата од Европската унија? Јас сум сигурен дека овој мандат не само дека ќе започнат преговорите со Европската унија, јас сум многу оптимист дека може и брзо да течат тие преговори со Европската унија. Оваа ќе биде нормално плюс за следната влада. Ја не се сомневам дека имаме искрени и честни намери сите што сме дел од идната влада, дека сакаме и да ги започнеме преговорите, меѓутоа не само да ги започнеме преговорите, паралелно да течат и реформи генерално во институциите и да се бориме искрено со криминалот и корупцијата и да функционира правната држава и да го реформираме образованието, колку што можеме да го одржуваме и да го развиеме здравството, така да овие да бидат паралелни процеси. Не да се фокусираме само на тоа дека ќе ги направиме или нема да ги направиме уставните промени. Позитивно со оваа влада е тоа што има бројки. Значи, доколку најдеме решение меѓу Софија и Скопје, не ни треба дали ќе најдеме уште пратеници. Тука се сите пратеници од албанска етничка заедница и овие што се опозиција, значи зборам за ДУИ, за да ги изгласаат, така да ако се изнајде решение Скопје-Софија, веднаш може да поминат уставните промени, што е предност во однос на претходната влада. Ја мислам дека генерално во ВЛЕН има добра хомогеност и соработка меѓу нас, така да и кохезивност, така да мислам дека со овие бројки што ги има владата, само ако се честни намерите, ја мислам дека без никаков проблем ќе се истера мандатот до крај. Дали сте задоволни од договорот со ВМРО, ДПМН и со знам околу распределбата на министерските позиции,
Веќе во јавноста е познато дека се договорени дури и вториот и третиот ешалон. Значи, договорот е, да речам, на крај. Ја мислам дека е коректна поделба на ресорите. Секогаш може полошо и подобро. Меѓутоа, сепак мислам дека во однос на целокупната ситуација во државата и во однос на бројките што ги имаат сите во таа коалиција, мислам дека е коректна поделба. Не е многу битно и бројките и институциите. Битно е луѓето кои што ќе раководат со институциите и битно е, за мене барем, многу меѓусебниот респект во идната влада. Значи, да се почитуваме и навистина да имаме искрени намери државата да оди напред. Дуи ја обвинува коалицијата Вреди дека коленичите за министерски места со досега најмал број на министри албанци. Во нашиот аналитички центар се направени анализи од владите од 2002 година, кога премиер бил Црвенковски, до втората влада на Ковачевски од 2023 година. И бројките не се ниту најдобри, ниту најлоши. Значи, многу полошо било 2006-2008. Зборам за застапеност на албанска партија во коалиција. 2020 година, например, претходната влада, кога Заев беше премиер, исто дуи имало 5 министри и еден заменик премиер, и исто имал председател на собрание. Истото е сега. Значи, има председател на собрание, 5 ресори и 20 заменици министри, што мислам дека е многу подобро отколку што дуи имало 2020 година. А тоа што имаше со Ковачевски, во владата на Ковачевски 1 и 2, тука навистина имаат подобри бројки. Меѓутоа 2008 година, 2011 година бројките на застапеност на ДУИ во владата и во институциите многу помала отколку застапеноста на ВЛЕМ. И друга работа која што е парадокс, во меѓувреме додека ние преговараме, вие сигурно сте прочитале, а ние имаме и информации дека ДУИ се понудени на ВМРО да влезат во власт без председател на собрание и само со 4 министерски места. Меѓутоа, ова е ирелевантно и не треба да се дискутира. Ја мислам дека убаво е за ДУИ, за албанците во Македонија и за државата што тие конечно ќе бидат 4 години најмалку во опозиција. Господине Таравари, она што се наметнува како прашање покрај потребата од уставни промени, едно од вашите барања во програмата на коалицијата Вреди е бришење на формулацијата 20% од граѓаните кои што... Дали за ова прашање ВМРО-ДПМН е согласно при промената на уставот да се избрише таа формулација? Видете, декларативно повеќе пати, ја мислам дека и Мицковски, и Зоран Заев и Ковачевски кажа дека не е тоа некаков проблем. Периодов е деликатен. Ние треба да бидеме внимателни овој период. Нормално ние ќе инсистираме на тоа дека 20% треба да се тргне од употребата на албанскиот јазик. Тоа е нешто што е право кое што го имаат албанците со уставот од 1974 година. Тогаш јазици кои што се користеле во Социјалистичка република Македонија биле македонскиот, албанскиот и турскиот. Така да ја се надевам дека ќе изнајдеме решение и тоа да се реши и да се тргне тоа што за нас, да речам за албанците, е фрустрирачки. Јазик кој што го користат 20% од население, зошто не стои албански јазик. Например, во општина Гостивар Турци има 12%, позади мене стои и турското знаме и турскиот јазик е официјален во Советот на општина Гостивар. Значи, треба да бидеме толерантни и да ги почитуваме, тоа е богатство на нашата држава. Што повеќе јазици имаме, толку поубаво за секоја општина и за секоја држава. Дали за ВМРО-ДПМН и за мандатарот Мицковски е прифатливо барањето што е дел и од програмата на Вреди, отворање на Албанска академија на науки и уметности? Видите, тоа стои во нашата програма, не е Албанска академија, туку тоа е како институт која што би ја вршел
функцијата на научна и уметничка работа на албанците во Македонија. Видете, кога одредена институција е, како да речам, барикадирана, не може секој, туку е ексклузивно друштво на одредени луѓе кои што избираат кој може да биде меѓу нив. Алудирате на Македонската академија на науки и уметности? Ману, не сакам да кажам дека таму нормално и се луѓе кои што и заслужуваат, меѓутоа некако е елитно друштво кај што се избираат по нарачка луѓе, а не по заслуга. Моје мислење, може би грешам. Меѓутоа, господине Таравари, во Македонската академија на науки и уметности има и искусни и квалитетни академици кои се по албанци по етничка линија. Дефинитивно да, ја не реков дека нема. Меѓутоа некако се избираат не баш тие кои што заслужуваат, туку тие кои што повеќе им годат на тие што се внатре. Бидејќи ја не велам за сите тие академици што се албанци, секоја почит, секој респект, меѓутоа мислам дека има многу подобри и поквалитетни луѓе кои што за жал не може да бидат избрани, бидејќи има некаква селективност. Така да ваков еден институт би било добро да има во Македонија, меѓутоа ќе видиме во периодот кој што е пред нас дали може да се организира и официализира да има институт во која што ќе се развие, да речеме, како што е институтот за како беше културна заштита на албанците, ако не се лажам, да има еден институт за развој на наука и на уметност. Рековте во текот на разговорот дека 80 пратеници се има во секој време според овој распоред на силите во парламентот и дека нема да биде проблем да се донесат уставните промени. Дали тоа значи дека глатко ќе оди и носењето на законот за влада со прекројување и формирањето на новите министерски ресори? Јас се надевам дека да. Видете, секој кој што доаѓа премиер, начелно си има право да се реорганизира владата како што мисли. Ја мислам дека ќе има поддршка и од опозицијата, бидејќи нема нешто спорно. Дали труд ќе биде во економија или труд ќе биде во социјална работа, дали ќе има агенција за млади и спорт, дали ќе има министерство за спорт, тоа е одлука на идниот премиер. Така да тоа е многу легитимно и никогаш немало проблем кога секој премиер си имал своја идеја како да ја организира владата. Ја мислам дека ќе има поддршка и од другите политички партии. Доктор Арбен Таравари, 2000 лекари, специјализанти се уште чекаат вработување, а веќе се прогнозира дека од државата недостигаат или во државата недостигаат над 4000 лекари, па и медицински сестри. Во здравството ни се случува сериозна хаварија. Земја која претендира да биде членка на Европската унија, речиси 2 недели не работат хируршките клиники. Дали овде не зборуваме за крак на целокупниот систем? Да беше само во здравство, ќе беше добро. Ќе се фокусиравме само во здравство. Ние имаме деградација и девастација на сите институции, јавни институции, за жал. Македонија во сите институции, државни, меѓутоа да не забравиме дека и вие споделувавте дел од таа одговорност во извршната власт во одреден период. Да, само ја бев министер за здравство 3 месеци и последниот период кога излеговме од влада околу 8 месеци. Се обидовме да дадеме максимум што можеме. Да беше само здравството, ќе беше добро. Образование исто, внатрешни работи е исто, надворешна политика е исто, труд и секаде. Македонија е држава на парадокси. Имаме најелитно и најдобро приватно здравство во регионот. Значи нема приватни болници ниту во Албанија, ниту во Грција, ниту во Бугарија, ниту во Србија, како во Македонија. И имаме најлошо јавно здравство во регионот. Значи збориме за исти луѓе. Тие доктори и сестри работат и во јавното и во приватното здравство. И како може приватното да биде толку убаво и
добро и елитно организирано и јавното здравство да биде толку лошо. Ја мислам дека државата овој период треба да се фокусира само на јавното здравство. Не велам дека не треба да постои приватното. Треба да постои. Меѓутоа, да биде што помалку субвенционирано од државата и да се фокусираме на подигнување на јавното здравство. Тоа е скоро многу тешка мисија. Јас не велам дека ќе го оправиме здравството и ќе биде најдоброто во регионот за 2 години. Меѓутоа, барем да започнеме таму кај што не функционира, во повеќе места не функционира, да почнеме полека системот да започне да функционира. Ако вие давате над 60-70% на здравствени услуги само во Скопје, зошто ви стојат и функционираат болниците во периферија? Прво што треба да се направи е, не ни треба луксуз во здравството. Значи, ако има и економски и организацијски директор, ја мислам дека меѓу првите одлуки кои би ги донел како министер за здравство би било укинување на економските директори. Спојување на клиничкиот центар. Тоа го започна и бившиот министер Фатмир Меджити, меѓутоа не успеа бидејќи го сменија. Оти ние излеговме со албанската опозиција во Македонија и спојување на болниците и децентрализација на здравството. Значи, регионализација на здравството. Развиеме добри, квалитетни регионални клинички центри. Господин Таравари, ви благодарам за издвоеното време и за интервјуто. Ви благодарам за можноста. Арбен Таравари, еден од лидерите на коалицијата Вреди.